Договорот со Велика Британија е антиевропски, кажа Филипче и остана жив. Вели СДСМ го поддржувала договорот, ама со него се блокирал европскиот пат. Значи прво им сметаше американецот Трамп, па им сметаше унгарецот Орбан, сега им смета и британецот Страмер. Нема нешто што може да се направи во оваа држава ваквите како Филипче и сите оние загари околу Бихачка да бидат задоволни. Замислете, самиот факт што после Америка ваков договор ќе имаме и со Велика Британија, а да не ги споменувам Унгарија, Турција, Швајцарија па и Европската унија, за македонската опозиција било штетно и антиевропско. Што е штетно? Што е антиевропско? Тоа што како држава Македонија на светска политичка сцена стратешки се определила на страна на најмојкните западни сили? Или фактот што на економски план тој ќе донесе инвестициска револуција во државата? Историски инвестициски циклус со кој во Македонија ќе се работи, ќе се гради, ќе се развива, ќе се напредува. 6 милиарди евра од британците. И тоа два типа на проекти се веќе договорени. Првите се дека конечно ќе имаме брза пруга од српска до грчка граница, реконструкција на железничка станица која патем ќе ја поврзати со аеродромот, а околу Скопје ќе добиеме и своевиде железничка обиколница. Во втората група е здравството и тоа конечно завршување на клиничкиот центар во Штип, студентскиот дом и завршување на болницата во Кичево и реконструкција на болницата во Тетово. Ама ова не чини, нели? Прво измислија дека за возврат ќе сме граделе кампови за мигранти, па откако таа лага целосно им пропадна, сега оценија дека договорот е антиевропски. Ама јас знам што им е проблемот. Тоа што не можат уште да лапаат и да си ги полнат джебовите. Само нека тераат. Владата нека договара и нека гради, а они нека си лаат. На крајот граѓаните ќе решат кој е во право.